Комисијата за заразни болести препорачува укинување на ковид сертификатите за влез во големи трговски објекти. На пресконференција претседателот на комисијата Александар Петличковски истакна дека укинувањето на сертификатите е чекор во насока на олеснување на рестрикциите за движење на граѓаните. Да се препорача укинување на сертификатите задолжителни за присуство на моловите, односно за местата каде што не е задолжително носење на маски. Ова е еден чекор во насока на олеснување на рестриктивните мерки, но секако за следниот развој ќе бидеме многу внимателни, бидејќи не сакаме со нагло отфрлање на сите заштитни рестриктивни мерки да постигнеме неочекувани резултати. Дискутираме, се разбира, на многу теми и исто така дискутираме и како би можеле полесно и побрзо да стигнеме до комплетно ослободување од рестриктивните мерки. Мерката за укинување на ковид сертификатите нема да важи за влез во угостителски објекти, а исто така сертификатите ќе бидат потребни за влез во оддели за храна што се наоѓаат во големи трговски објекти. Портпаролот на комисијата истакна дека вакцинирањето на граѓаните и понатаму е на ниско ниво, поради што се преземаат соодветни мерки. Пред се е процесот на вакцинација, нешто што кај нас за жал е на многу ниско ниво, 41% е вакцинацијата, целосна вакцинација на целокупното население и во таа насока проблемите кои што се детектирани како такви од страна на комисијата за заразни болести преку Министерството за здравство резултираа во една сериозна кампања која што започнува практично од денес и таа кампања подразбира закажување на термини за сите оние граѓани кои што имаат нецелосна вакцинација или не примиле бустер доза, а спаѓаат во ризичните групи. Комисијата за заразни болести своите препораки ќе ги достави до Министерството за здравство, до кризниот штаб и до владата, но се уште нема одлука дали ќе треба да се укине носењето на маските во училиштата. Комисијата исто така препорачува укинување на мерките за излез од Македонија, односно неопходниот негативен ПСР тест или потврда за вакцинација и прележан вирус. Истовремено е договорено да се препорача укинување на мерката бремените жени да бидат ослободени од работа. Компанијата Paper-Mill целосно го запира производствениот процес поради реконструкција на електрониката во машинскиот дел и воведување современа технологија. Од раководниот тим на фабриката истакнаа дека се работи за планиран прекин на работењето, што сепак нема да влијае врз статусот на вработените. Со реконструкцијата е планирано да се воведе модерна германска технологија во електронската инсталација, за да се постигне поголема ефикасност во работењето. Инвестицијата била планирана и најавена, а се очекува целата замена да трае до крајот на месец март. Додека трае прекинот во производството, ангажманот на вработените ќе продолжи, односно тие ќе помагаат во реконструкцијата и при тоа ќе земаат редовна плата, истакнаа од раководниот тим на Paper-Mill. Покрај модернизацијата на производството, во компанијата продолжува и комплетирањето на пречистителната станица за отпадни води, за што се инвестирани над 300.000 евра. Со комплетирање на постројката, таложењето на хартиениот отпад ќе биде поефикасно, ќе се обезбеди заштеда на вода од околу 60%, а по нејзиното пречистување дел ќе се враќа повторно во процесот. Воените случувања и состојбата во која се наоѓа украинското население поттикна иницијатива меѓу македонските граѓани да организираат хуманитарна помош со прехранбени и други артикли, за да ја искажат својата солидарност. Жителите на неколку градови во државата веќе реализираат активности за собирање донации и помош, што треба да им биде испратена на луѓето во Украина кои се зафатени од воениот конфликт. Слична иницијатива веќе има и во Кочани, односно граѓани преку социјалните мрежи, но и во јавувања до нашата редакција изразуваат подготвеност да помогнат. Поради тоа, неопходно е во локалната самоуправа и во другите надлежни институции да се действува брзо и да се изнеде начин за организирање хуманитарна активност за прибирање на помошта. Според искуството од другите градови, можно е вклучување на Црвениот крст, здравствените институции, младинските организации и други форми на организирано действување. Кочани веќе 2 децении е збратимен со градот Перејаслав Хмелницки, кој се наоѓа во Киевската административна област во централна Украина.
Двата збратимени града, освен вообичаената културна соработка, досега повеќе пати имаа контакти и на економска основа. Тоа пред се однесуваше на размена на украински искуства во искористувањето на алтернативните извори на енергија, посебно на сончевата и геотермалната. Делегации од Кочани и од Перејаслав Хмелницки имаа повеќе меѓусебни посети, при што нашиот град доби помош и од Центарот за чисти технологии од Киев, како и од Институтот за обновливи извори на енергија при Украинската академија на науките, кои го помагаа истражувањето на геотермалните капацитети на Кочанскиот регион. Со оглед на воспоставената соработка и добрите односи со украинскиот град, кочанци упатуваат иницијатива нашата локална самоуправа и другите институции да почнат активности за помош и за искажување солидарност со населението на кое таа му е потребна. Во Општинската библиотека Искра во Кочани се одржа промоција на книгата Благој Симеонов Кравче од авторот Киро Герасимов, која представува биографски осврт за делото на еден од првите новинари и општествени работници во Кочани. Пред присутните пријатели, роднини и познаници на Симеонов беше представен дел од неговиот живот и придонесот што тој го дал за својот роден град, како и за поширокото представување во државата на стопански, културен, спортски и духовен план. Книгата ја промовираше Љупка Стојменова, која истакна дека се работи за книжевно дело што ќе остави белег за човекот кој целиот свој живот го посветил на општествените активности во општината и пошироко. Го следи животниот пат на Благој Симеонов Кравче, следејќи и неговата генеалогија, почнувајќи од најраните години, па потоа добивањето на прекарите, имињата, членовите од неговото семејство кои одиграле улога во општествениот развој на во Кочани. Важно е тоа да се спомене што неслучајно го одбира Благој Симеонов Кравче, бидејќи тој уште од најраните години се труди да се вклучи во тој општествен развој на Кочани, со тоа што прво се јавува како еден од иницијаторите за формување на Сдруженијето на возачи и автомеханичари во Кочани. Потоа се јави како формувач на фолклорна група и оркестар од народни инструменти при индустријскиот комбинат Борис Кидрич во Кочани. Представен е како влюбеник на фотографијата, а го среќаваме и како новинар. За на крајот да го представи и неговото учество во црковниот одбор при Светиот храм Свети Ѓорѓи во Кочани. Книгата е збогатена и со голем број на фотографии, дипломи, пофалници кои што ги добивал самиот Благој Симеонов Кравче, како и неговото семејство. Издавањето на книгата посветена на Благој Симеонов е по иницијатива на неговата внука Благица, а намерата е да се овековечи животниот пат на незиниот дедо, кој за Кочани напишал голем број новинарски статии и направил повеќе фотографии како спомен на времето во кое работел. Во рамки на седмото коло од втората македонска фудбалска лига во женска конкуренција, на стадионот Никола Мантов се одигра надпреварот меѓу домашниот ЖФК Кочани и тимот на GG од Скопје. Фудбалерките од Кочани забележаа победа од 2:0, со што продолжуваат со успешниот настап во лигата, во која имаат големи шанси за освојување на лидерската позиција. Првото полувреме од надпреварот заврши без голови, а двата погодока во вториот дел од средбата ги постигна Панева во 59-та и 61-та минута, со што на својата екипа и донесе нови важни 3 бода. Со добрите игри и резултатите од есенскиот дел, Кочанскиот женски фудбалски второлигаш во моментот е на втората позиција. Со оглед што на крајот од сезоната две екипи ќе преминат во повисок ранг на надпреварување, амбициите на нашите девојчиња од следната сезона да се вратат во прволигашкото друштво се сосема оправдани. Потврда за квалитетот на тимот е и што првотимката Андреа Донева ќе ги брани боите на македонската репрезентација за фудбалерки до 17 години. Со оглед на предстојната средба со Албанија, што ќе се игра во Драч, ќе има пауза во првенството, односно 8-то коло од лигата ќе се одигра на 19 март. Тогаш ЖФК Кочани на домашен терен ќе го пречека тимот на Билјанини Извори од Охрид.